Сите знаат дека во 70-тите, 80-тите години во Македонија најубаво се живеело, па и 90-тите. Зашто? Затоа што го немало ова. Значи, старите скопјани знаат дека во Скопје се живеело најидеално, можеби било потешко од други аспекти, меѓутоа се живеело здраво, се живеело едноставно. И баш ми се отвори една слика пред некој ден во отварањето на трговскиот центар во 73-та година од минатиот век. Милион луѓе имаше, меѓутоа толку средени, толку едноставно, толку насмеани луѓе. Никаде не се гледаат торби со толку купен шопинг. Значи, едноставно луѓето се дружеле повеќе, имало едноставен живот. И не е дека овој живот сега ние треба да го прифатиме, да го усвоиме. Човекот не е свесен дека овој живот всушност го води кон зло и затоа што е наметнато злото во општеството, тие не се ни свесни дека всушност на несвесен начин и да не сака и да нема пари, тој ќе се натера да отиде во мол, за да може би купи нешто за да ги задоволи своите естетски или лични потреби, но не е свесен дека сите тие потреби се водени од тоа што он е приклонет на зло, кое што го тера да оди да си ги потроши парите. Наместо тие пари да ги инвестира во нешто што утре ќе му донесе подобра иднина, поквалитетен живот. Значи, наместо да ги дадам јас парите во коцкарница, 1000-2000 денари, значи ќе ги заштедам, ќе инвестирам во нешто, или ќе ги штедам, цела година ќе штедам, за да си платам можеби некој курс или нешто да направам кое што мене животот и иднината ќе ми се промени во иднина. Ама бидејќи те тера зло однатре, значи ти си наклонет на зло, бидејќи општеството, политиката наметнала од сите страни зло, ти веќе не си свесен дека те води зло и влегуваш во коцкарница, ја имам една интересна животна приказна која што мислам дека е идеална да ја споделам и тоа беше пред многу години.